Audio Jungle. Почитувани гледачи, продолжуваме со серијалот посветен на спортот и здравието и како што е вообичаено за вакви прилики покануваме гости кои се и поискусни и повозрасни, но и помлади пред кои еднината и кои сигурно имаат нови видици, нови сваќања за оваа тема поврзана со две прашања или со два збора спорт и здравје. Денеска ќе поразговараме за спортот и за здравието со нашиот млад сограѓанин кој би рекол се наметна и преку спортот, меѓутоа и преку успесите со дипломирањето на факултетот за физичка култура, спорт и здравје, каде што е во оние кои се на самиот врв. Добар ден и добре дојде за Иван Јанев. Добар ден и на вас. Добар ден на сите гледачи на телевизија Кочани и на емисијата што ја гледаат. Прво сакам да се заблагодарам на поканата и да поздравам оваа емисија, пошто мислам дека се една од ретките кои се издвојуваат посебно за спортот, кои се фактор за потикнување на младите, да го популаризираме, да стигне до најмладите. Едноставно метани се младите да... Така. Иван, колку време помина од кога одек на она убава вест дека си првенец на факултетот според успехот до сега? Колку време помина? Па видите, јас дипломирав минатата година септември, додека доделувањето на наградите она свечена што беше пред околу 3-4 месеци. Така. И на каде си сега, што работиш? Моментално сум во Кочани. На магистерски студии сум запишан во Скопје. И паралелно чекаш вработување? Да, паралелно нормално чекаш вработување, соодветно на тоа што го имаме завршено. Државата се жали дека младите ни бегаат, а од друга страна има ли надежди дека за брзо вработување, а од друга страна многу млади чекаат вработување, чекаат во чекалната за вработување, за обезбедување на екзистенција и се разбира за напредок во кариерата? Па видите, прво мислам дека треба да почнеме прво од нас, од најмладите, да го завршиме студиите што е можно, со подобар успех, повеќе да се посветиме за време на студирањето. Паралелно со тоа, јас како пример и спортував и значајни успеси имав и во спортот, паралелно и на студирањето. Така. Значи, кога сака може да се постигне едното и другото, нели? Да, како не, значи, еве пример, како можеш да бидеш најдобар во студирањето на факултетот и еден од подобрите така во борењето. Во борењето, да. Така. Значи, а после тоа веќе кога го постигнуваш тој успех, имаше, како да кажем, еден образ на кој се темели твоето барање, дали ќе биде утре за вработување, дали ќе биде за нешто друго. Така, тоа сигурно ќе дојде вработувањето порано или подоцна. Најдобро да биде побрзо, меѓутоа условите во државата такви се. На спортски план дали си активен и каде? Да, моментално сум активен, се надпреварувам за боречки клуб Бучим Моралович веќе 4-5 години. Така. Моментално тренирам во нашиот клуб во Спартак. Какви се условите во Бучим и дали како борач имаш уште предизвици во делот на репрезентативен план? Па да, секако дека мислам дека немам некоја посебна причина што би се откажал уште да тренирам, се уште сум млад. Млад си, така. Да, и пред се, нели, треба да знаеме дека спортот на страна треба да бидеме физички активни секој ден. Значи, пред се е физичката активност, а после доаѓаат резултатите во спортот. Боречиот клуб Бучим, значи претежно веќе сите клубови се фокусираат на помладите генерации, значи сениорите се повеќе и повеќе, како да кажеме на еден начин, не се задржуваат. Значи сите стипендии, сите потици за младите се до 20 години. Да. И после 20 години ние веќе имаме откажување на младите. Значи тие прекинуваат, одеднаш прекинуваат спортот, што не е добро. Значи да имаш тренирано активно неколку години, одеднаш да престанеш
со никаква активност физичка. Значи Која е причината за тоа, најчесто? тоа е најчесто што веќе тие бараат екзистенција, сите почнуваат да работат. Не можеш ти да одвоиш исто време и да трошиш посветиш енергија и на работното место и на тренинг. на професионален план. Ти можеби ќе имаш да извоиш пола саат или саат за да се рекреираш, Така. но тоа не е за ако сакаш да постигнеш успех. Така. Да влеземе сега малку во суштината на емисијата, на темата спортот и здравието. Долги години си спортист, а освен тоа и стручно можеш да дадеш свој коментар за тоа што на факултет сигурно сте ги допрели тие теми колку спортот е здрав за луѓето, за младите, за организмот. Каде ја гледаш ти врската во сето тоа? Колку е препорачливо младите да спортуваат, што повеќе и повеќе? Па видете, јас ќе кажам, многу пати се навраќаме на оваа тема и ќе кажам пак. Значи, ако сакаме ние здрава младина, ако сакаме како што сите кажуваме дека нели мораме да вложуваме во младите, да ги потргнеме, денес сме 21 век, знаеме дека се повеќе и повеќе технологијата не се на повисоко ниво, младите се пред телефоните, пред компјутерите. Значи, единствена опција, значи ние главна цел ни е да ги отргнеме младите спречување на појавата на деформитетите. Так. Ние знаеме дека сега не ме фаќате за збор точно во последните неколку години со развојот на технологијата дека за 20-30% појавата на деформитетите кај младите е поголема. Зголема, сигурно. Значи, за тоа да се спречи, ние мораме да ги поттикнеме младите на физичка активност. А тоа најчесто е преку спортот. Так. Дали ќе биде тоа фудбал, дали ќе биде кошарка, дали ќе биде борење, дали ќе биде гимнастика, дали ќе биде карате. Така. Значи, пред се наша цел е тие да спортуваат, да се спречи појавата на тие деформитети, кај помладите да се регулира телесната тежина. Тука спаѓа спречувањето од кардиоваскуларни болести. Значи, физичката активност е превенција од се. Така. Имаме милион придобивки кои можеме да кои влијаат на нашето здравје. Добиваат ли младите и други погодности, односно совети, би рекол, паралелно со спортот, со физичките активности и здрава исхрана, да речеме редовен живот, навреме легнување, навреме станување, што како да се конзумира и така натаму? Па видете, кога се зборува за професионалност, пак ќе кажам, мора да имаш еден начин на живот. Значи, мора да ги нема импровизации, посебно што се вели така. Да, посебно кај индивидуалните спортови нема нередовни тренинзи, импровизации, како да кажам, како што рековте, нередовно спиење или ако сакате да постигнете успех, не можете да го постигнете, посебно во индивидуалните спортови. Во колективните спортови можеби денес не ти е денот или не знам фудбал некој шанса. Некој друг ќе одработи за да, тебе. Некој друг ќе одработи, ќе се покриете некако. Да, еве да, ќе кажем, да. ама не можете да се оправдате денес не ми беше денот или денес, значи едноставно ќе се фокусирате 100% на тоа што сакате да го постигнете и секако после кога ќе го постигнете резултатот многу е посладок, со повеќе труд, со повеќе Така. колку што повеќе енергија имате вложено во тоа. Бидејќи борењето ти е најблиско, колку борењето е во споредба со други спортови здрав спорт и ајде бидејќи родителите многу често се плашат да ги пуштат децата на вакви спортови, колку е и опасен од повреди, мислам и такви. Па видите, не само според мене, значи и според многу други аналитичари што имат експерти, гимнастиката, борењето и впливањето се едни од најпрепорачливите спортови за почнување на децата со. За пливање моментално немаме ние затворен базен услови. Да. Самата гимнастика е вметната во борењето, значи ние како во борењето имаме секој дел од тренингот се издвојува за гимнастика. Што според мене е најпрепорачлив спорт за почнување на децата за бавење со овој. Зошто? Затоа што борењето се активираат сите мускулни групи. Значи имаме ние за рамномерен раст и развој на целото тело, како физички, така и психички. Значи самиот боречки став бара активирање на сите мускулни групи. Долни екстремитети, горни екстремитети, вратот. Со што многу влијае за, како што рековме и на почетокот, за спречување или појава на деформитети. Ја не се сеќавам некој што се занимава со борење подолго време од најмала возраст, да има некаков проблем, било со, дали ќе биде тоа со некоја сколиоза, лордоза, рамно стапало, не знам, испакнати гради, не е битно. Значи, едноставно, немам срекнато до сега таков случај, Така. што значи дека тоа е уште еден поттик за помладите да почнуваат да спортуваат. Така. Колку е опасен, втори дел би рекол? Да, второ прашање за тоа колку е опасен, значи Ние пред емисијата коментиравме дека, например, фудбалот е многу поопасен, бидејќи често доаѓа до кршење на нога, рака, други повреди на глава.
Сега коментиравме тоа, мислам дека, како да кажам, ние луѓето имаме една малце погрешна слика за тоа, затоа што во борењето се многу поретки повредите отколку во фудбалот. Еве имаме повреди, знаеме секојдневно гледаме дека многу поопасни имаме, многу поопасни стартови, значи страдање на колена, на зглобови. Во борењето не се толку изразени тие повреди. Имаме повреди секако, но не се толку изразени како во другите спортови. Значи мислам дека тука имаме погрешна слика и дека не е толку опасен спорт како што го представуваат. Дори вреку го не е опасен спорт, Да, многу мислат дека имаме ние некакви удари или нема никакви удари во борењето, се сведува на тактика како да го собориш противникот. Треба многу да размислуваш, треба да имаш знаење. Во тенисот, ако немаат контакт, нели рака, рамо на некој тенисер ќе отиде премногу играјќи се стигне некој мускул и така натаму. Овде можеби ги плачи луѓето тоа што има многу паѓање, многу зафати, па ќе удри на подот. Да, мека е подлогата. Мислат дека оние кои нема допирна точка со борењето, мислат дека секое паѓање е само по себе опасно или било што. Веројатно и борачите кога тренираат, го тренираат и тоа, знае како да падне. Првите тренинзи, се тоа, како прво ставовите му треба повеќе време на едно дете за да го научи и ставот и за паѓањата. Првите тренинзи се фокусирани на тоа, тие паѓања што се, така да мислам дека тоа не е никаква опасност за. Така. Има ли некоја формула како можеме да ги мотивираме младите да доаѓаат во борешкиот клуб Спартак што помасано и да овде не само заради можеби спортска кариера, многу повеќе заради свое здравје и воопшто да тренираат и да го враќаат полека клубот на Стари Патек, и особено затоа што Кочани е средина или општина Кочани па и пошироко овие помали општини се средина каде што има огромен број таленти за борењето конкретно. Да, јас ќе кажам многу пати како прво наша цел треба да биде, знаеме ние дека од 20 деца ќе бидеме ние презадоволни ако искочи еден или два репрезентативци. Така. Наша цел е децата да се научат од најмали нози на дисциплина, на ферплей, значи да го почитуваат противникот, пријателства се ствараат тука помеѓу нив. Така се градат како комплетна личност. Се гради како комплетна личност и многу полесно да се справува со другите проблеми во текот на животот. Значи тоа треба да биде наша примарна цел. А тоа талентот, работата, секој посебно, секој во зависност од тоа кој колку ќе вложи труд, резултатите доаѓаат. Значи според мене треба прво да се посветиме на тоа децата да спортуваат, да ги спречиме различните заболувања како што спомнав, превенција од појава на деформитетите, прекумерна телесна тежина, тука е дијабетесот, кардиоваскуларните заболувања. И тука преку физичката активност ние едноставно ги неутрализираме и како што знаеме, како што спомнавме дека денеска поголемиот дел децата го поминуваат времето пред компјутер, пред телевизор, исто така поминуваат голем дел во клупите на училиштето. Без некоја физичка активност. И ние тоа мора некако тие деца мора тоа да го неутрализираат. Така. Вие не можете денес во 21 век да му забраните на детето да користи компјутер или да користи телефон. Апсолутно. Ама за тоа треба може да помогнеме да го неутрализираме тој негативен ефект. Да. И за едноставно ако стварно ни е целта да имаме здрава и перспективна иднина. Да. Треба така да се работи. После тоа доаѓаат резултатите во спортот, значи се работи со тие деца кој колку, тоа е индивидуално од децата кој колку има желба, но прво тие треба да се научат на ферплей, на дисциплина. Тие се најбитните работи како спортска личност да се изграде, здраво тело, како спортист. За да зборуваме за мотивацијата на децата во тој правец, бидејќи нели денеска парите го вртат светот, секој сака преку било која активност да, ако е можно тоа да профитира тоа што е можно повеќе. Јас имам информација дека еден-двајца борачи од овие простори кои се дали на време на работа во странство се занимаваат со борење и можеби таму остваруваат некои приходи. Знаеме дека во модерно време кошаркари, фудбалери одат во странство и заработуваат големи пари. Примерот со Елмас еден од највпечатливите во наша држава од последните. Дали во борењето има такви перспективи да може и да се за оние кои се навистина и талентирани и успешни, да може и да се заработува во одреден период од него, и дали имаме такви примери од државата, бидејќи во тој спорт па сигурно имате повеќе информации. Па видите, посебно за нашата држава, за некој кој се надпреварува во една повисока професионална лига,
Јас до сега немам информација што се има надпреварено дали ќе биде тоа Бундеслигата во Германија, ние таму имаме, значи во Германија има многу јака лига, но сепак нели знаеме дека некои други конкуренции, можеби втора, трета лига, ако има. Да, има втора, трета лига, но секако тие бараат одредени услови, Да. значи Ovo за rekao да се zato što znamo da надпреваруваш. momče od Orizari koje je negde во Германија и паралелно со работата и оди на борење и така, заработува по некоја, би рекол, скромна пара и таму по тој основ. Тоа што јас го знам, а веројатно може и Па, други. да, за тоа мора да поседувате, како што кажав, нели, документи за да Да, за да видите во инаку мислам дека со нашиот пасош мислам дека не можете во другите земји да се надпреварувате како што единствено. А каква е состојбата со они, да речеме, помеѓу Русија и тие познатите велесили во борење? Дали одат борачи, да речеме, од Русија, не знам, во Италија или не знам, во друга земја? Па видите, Има ли такви трансфери? Како нема, еве нашата земја е еден Да, баш пример за тоа, веќе последните, сега не ме фаќате за збор, ама веќе Неколку последните години, 7-8 години ние имаме натурализирани борачи кои ги постигнуваат најголемите успеси за нашата држава. Значи тие се борачи кои не може да се истакнат во нивната држава, можеби сега на национално првенство во Русија тоа не може да освои до 5-то место. Така. Да бидеме Силна реални. конкуренција. Ја знаеме конкуренцијата таму, ја знаеме конкуренцијата во Русија и во другите држави, тој значи ја бара шансата да се истакне, да дојде до европските првенства, до светските првенства преку другите земји, кај што не е конкуренцијата толку голема. И затоа веќе јас пак ќе спомнам во борењето, ако порано Австрија или не знам Франција или ако беа како аутсайдери беа во борењето, денес нема. Денес имаме Франција натурализирани Руси, имаме Италија натурализиран кубанец, имаме Шпанија натурализиран грузиец. Значи не постои слаба земја. Веќе во сите држави се навлезени борачи од Советскиот сојуз, кај што не може да се истакнат во својата земја и бараат начин како да преку други земји да дојдат до европското првенство. Еве пример сега имаме ние во нашата држава. Трет станува на светот. Тој никој не би постигнал успех во државно првенство. Ама со подобра ждрепка, со работа, и еве веќе имаме успех за Македонија медал. После неколку години, можеби последните 15 години. Гледаме и во тенисот, например, преземја кои потекнуваат од поранешниот источен блок во Европа, сега играат за Америка, за не знам Канада, па и од поранешна Југославија кои одамна се сели, веќе има државјанство на Канада, на Австралија, играат за тие. Што значи дека светот е една глобална спортска арена во која секој може, ако е квалитетен, да најде начин да избие во преден план. Да, видите, тоа е добро и за нашата земја, пошто ние се водиме, научиш нешто нивно, ако тие тренираат тука, а ако тие си тренираат во своите земји, а само настапуваат за нашата земја, тогаш која е придобивката на нас, која е придобивката на помладите? Ништо, само некои, Да, значи целта ни е помладите да научат од тие спортисти, да им се возможи на тие да работат овде во држава, да работат тука, значи колку толку да има заеднички тренинзи, со што би се зголемил малку ефектот и би се зголемило нивото на подигнало нивото на квалитет на борачите во државата. А вака како што знаеме тие, ако доаѓаат само за надпревари или само за настап на некој меѓународни, тогаш придобивка може да биде само резултатот, само медалот за одредена земја. Што ќе се крене некаде што јас лично не би го оспорил. Да, и тоа е придобивка сигурно, меѓутоа многу покористно и долгорочно е доколку тие врвни спортисти работат со младите категории и ги поднаучат нешто, па потоа и тие ги следат или ги пренесуваат тоа таму каде што живеат. Добро, како да го во тој правец, како да го поттикнеме, како општината, државата или градот, граѓаните да се поттикне Спартак како изворено трофеен клуб во овој град да се полека да се враќа на старите позиции. Имаш ли некоја концепција? Дали треба да се инвестира многу повеќе во тренери и во овие млади таленти како што си и ти успешни пред се и на спортски и на образовен план? Па секако, прво мора да има начин, значи не можеме да одеднаш да бараме, нели, враќање на старите патики, да не моментално да не летаме во облаци, да. Значи треба едно 5-6 години работење за да се направи една екипа што ќе може да конкурира на сите првенства и да настапува. Да. Значи пред се тоа, а потоа соодветно на условите, на успесите, може веќе да бараме резултати. Ќе кажам јас една работа. Значи,
во борењето многу полесно е да дојдете до настап на европско или на светско првенство отколку во другите спортови. Ние ги знаеме дека фудбал не можеме 20 години да се квалификуваме за европско првенство. Во борењето, ако станете вие државен првак, ама ако сте убедливо добар, ако се истакнете со вашите знаења, со вашиот талент, ако сте убедливо подобар од другите, ви учествувате на европско првенство. Значи не само да бидете први, ние имаме 7 до 8 категории, од кои учествуваат 20 до 30 учествуваат на европско светско првенство. Од секоја држава најдобриот. Немаме како во другите спортови по 20-тројца од држава на категорија. Најдобриот од секоја држава. 30 држави, 30 спортисти. Најдобриот. И значи многу полесно е како да кажам на еден начин, вие кога идете утре на европско првенство или на балканско првенство, вие еве носите тренерки, ви пишува од кој клуб доаѓате. Вие не само што ја промовирате државата, вие го промовирате и местото и клубот. Значи нема подобар амбасадор од спортот, нема подобар промотор од спортот. Ако сакате вие да ја промовирате општината или ако сакате да ја промовирате државата, значи мора да се инвестира во спортот, мора да се инвестира во младите. Значи секако дека постои начин придобивка, уште паралелно ја следат и оние придобивки. Многу дечиња тренираат, многу вложување во иднината на младите во државата, што е исто така. Значи не мора само да е таа придобивка што ако си на европско првенство, тоа е изворедно за како промоција на општината или на државата, меѓутоа и кога би инвестирала повеќе државата во овие сфери, би обезбедила и многу поквалитетни генерации. Па нормално знаем, како што рековме, преку спортот, значи рековме дека физичката активност е пред се превенција за дали различни заболувања или деформитети, но преку спортот ние имаме физичка активност. Значи спортот е главен фактор преку кој може да влијаеме на помладите генерации. Што повеќе се заинтересирани за спорт, тие што повеќе немаат време за други активности во текот на денот. Така, да ќе прекина овде. Која возраст е препорачлива да речеме за борењето да влезат младите? Дали на 8 години, 10, 12? Па видите, тука овде треба да има многу е битна селекцијата, па ги кажам. Значи селекцијата е многу битна. Треба најдобра. Конкретно ти на колку години започна со борењето? Значи 6-7 годишна возраст. Мислам дека се идеални години за отпочнување пред 6-7 годишна возраст. Децата нормално секако се физички активни, секако спортуваат, но за да се бават со еден спорт, мислам дека посебно со борењето дека 6-7 годишна возраст е идеална, иако не е доцна и 10 и 14 години. Да. Меѓутоа за подобри резултати, подобро што порано се започне. Значи што подобро е порано, бидејќи најголеми промени во телото можеме да почувствуваме на пример до 14, кај девојчињата до 16 или тука е целокупниот психофизички развој на детето и највеќе можеме да влијаеме на неговите движења едноставно. И мислам дека тука е пресудно, а не дека ако далеку од тоа после 15 или 14 годишна возраст, ние имаме денес безброј примери почнале да се бават со 16, 17, 18 годишна возраст, а имаат подобри резултати од некој што пресет талентот и веројатно работа. Да, значи брзо. Талентот е едноставно рековме, како што многу 5%, 10%, другото се останува на работа. Се останува на тоа колку си ти ангажиран, колку правилно ги изведуваш тие тренинзи на работата, колку тоа. Колку треба да тренира, да речеме, домонче кој ќе започне со борење, колку пати неделно, по колку време отприлика? Како на 6-7 годишна возраст, значи моја е дека 3 пати неделно на децата им е доволно. Така, по еден час? Да, по еден час, значи постепено како што тие напредуваат, како што поминуваат годините, така се зголемува и интензитетот, така се зголемува и големината на тренингот. Ние не можеме да му дадеме на спортист од 25 години, кој се занимава 10 години со борење, и на дете од 7-8 години исто темпо, исти интензитет на тренинг, исти повторувања, исти. Значи во зависност од тоа колку години има, во зависност од тоа колку време се бави со тој спорт, според тоа треба и времетраењето на тренингот, интензитетот. Значи тоа е нешто најбитно. Кои се првите вежби со кои започнува еден почетник во борењето? Ова го велам затоа за да им го доближиме на гледачите, посебно на младите и на родителите, да им го доближиме борењето како да речеме се станува борач, така грубо кажано. Па видите. Кои се обично првите вежби? Па ние многу пати сме зборувале на оваа тема и ќе кажам пак на едно дете му треба
неколку месеци, може и година време да го научи стало. Да. Значи малку спортот е по-комплексен и бара правилен став, правилно поставување на телото, со што би можело да го извршува движењето Во различни ситуации, како во различни ситуации. за одреден зафат или како да се одбрани од зафат на противникот и така. Значи постепено како што доаѓаат децата, тука има многу големо влијание има и нивните моторички способности во зависност од децата. Некои имаат одредено ниво на флексибилност, сила, координација, додека други малку послабо. Мислам дека но исто така се даваат гимнастички вежби со што го потикнуваме исто така ги подобруваме моторичките способности кај децата. Почнуваат полека да ги учат движењата, како да се поставени, како да го контролираат противникот, како Тоа е поважно, да напаѓаат или здрави и стабилни носи. равномерно. Или заедно треба да биде Заедно, балансирано за да може да. Значи тоа е затоа го реков и на почетокот дека еден од ретките спортови кои што и долни и горни екстремитети мора да бидат Максимално, изразени равномерно. Така. Значи, ако ви имате, како што рековте, слаба, како би рекол, да се изразам, слаба точка во нозете, а посилни раце, значи, Противникот таму ќе цели. Ќе го Да. искористи тоа. значи мора да биде равномерно, да посветуваме на целото тело равномерно да посветуваме. Така. Има ли тука голема улога и психологијата, например, еден млад борач кога има противник против себе, нас против себе го гледа, можеби малку е по-крупен, дали тука некои тактики, некои стратегии се многу битни? Па да, Во какви ситуации имаш доаѓано како борач? Па да, кај младите знаете, првите надпревари, кога ќе почнат првите два надпревари, имат многу голем удел. Да. Бидејќи, како што рековте, го гледа противникот, дали малку трема тука, малку ќе се isплаши, но сепак повеќе годишен спортист, некој што тренира 3-4 години, 5 поискусен, тоа нема никакво влијание, дали ќе биде во борењето. Треба да верува во себе. Во борењето, како што рековте, дали е поголем или помал, Така. нема никакво влијание. Тука не станува збор само за силата, тука станува збор за да знаеме како да размислуваме, Да. да го најдеш начинот како би го совладал противник, како би дошол до поени на противникот. Значи, тука овде потребна е техника, потребно е мислење и затоа не се сведува се на силата. Да. Многу мислат дека Гола сурова сила не, треба пред се размислување и стратегија да Секако, има човек во да. глава. Се сеќаваш ти на некоја твоја интересна борба која вака ти е добра за раскажување во друштво, па и да ја споделиш со јавност. Некоја интересна борба, дали со на меѓународен план или на домашен? Па видите, најинтересната борба досега што сум ја имал беше во Чаир. Европското првенство се одржуваше во Македонија. Имаше изборно првенство. Главниот конкурент што ми беше од екипата на Чаир го победив на изборното првенство. За државното првенство противникот беше намалил 6 или 7 килограми за да дојде на мојата категорија, за да ме победи, за утре да имаме преборувања за кој да настапи на европско првенство. Така. Тоа беше една исклучиво тензична борба. Тогаш имаше, ако не се лажам, 3 рунди. До самиот крај борбата можеби траеше 20 до 30 минути. Една борба знаеме дека трае 6 минути. Таа борба траеше 20 до 30 минути. Зошто како се случи тоа? Значи беше многу тензично. Како да кажам, Навигачи за него, навигачи за тебе или? секако Да. беше целта беше целата макотрпна работа се сведуваше учество на европско првенство. Да. Најголемата цел. Се зависи од многу тие минути таму. Те се зависи од тие Од еден 5-6 зафат минути. од една, да. И во моментот знаеш дека се сведува на тебе. Да. Знаеш дека од тебе зависи. Ако го победиш пак, си го победил и претходниот пат, нема врз основа на што да бара Да, преборување. Знаеш дека веќе си учесник на европско првенство. Да. И тука веќе имав противникот го победив во, како што реков, една прва рунда дали беше ја доби противникот, втора рунда јас, трета рунда исто јас. Веќе значи тоа е една од најинтересните борби што сум ја имал. Исто така ќе издвојам еден момент исто во Скопје, кога во финална борба кога беше многу болно исто за мене, кога имав многу, значи бев подготвен, многу се спремав, многу одвојував време за тоа и на крајот во финалната борба имав еден удар кој што
кај што мораше да биде борбата прекината и Противникот имав резултат 4-2 и мораше да така. Ударот претпоставам со глава или? Да, удар глава со глава и невнимание. едноставно борбата мало невнимание и борбата беше прекината. Едноставно така, полека взела првото место. да го заокружуваме разговорот. Значи твоја препорака е дефинитивно младите да се определуваат што повеќе за спорт, било кој спорт, дали ќе тоа борење или било кој друг, за да си зацртаат пред себе на вистински правец, за да можат да бидат успешни генерално во животот. Јас прво ќе кажам во спортот во ред се. Но тоа да иде паралелно. Како во училиштето да бидат максимално посветени на успехот, бидејќи тоа иде поврзано се помеѓу себе. Ние знаеме дека денеска во спортот имаме, како да кажам, ни се потребни едуцирани кадри. Значи, знаењето е многу битно за успех. Самиот спортист мора да биде едуциран, мора да биде образован за што подобро да успех. пренесе знаењето на и за да може да им го број, пренесе. така. Еве имаме ние многу примери, многу борачи, светски борачи, Да. каде што никогаш не биле тренери. Еве Бадарко Панчев, да не ги спомнам уште, никогаш не биле тренери. Да. Значи тој можеби бил најдобар борач, но треба да знае како да го пренесе тоа знаење на помладите генерации. Треба му Тука не се гледа успехот. и образование соодветно така. За тоа ќе кажам кај помладите како во училиштето максимално посветени и во спортот, значи се доаѓа до еден многу поголемо ниво, но до едно многу повисоко ниво, што после неколку години ќе дојде до израз, бидејќи знаеме дека секој во спортот секој дали ќе биде 20 годишна возраст, или 25 годишна возраст, дали 30 годишна возраст, тоа прекинува. Па животот продолжува. Ние мораме да продолжиме да се едуцираме. Да. И едноставно тоа е мојата порака. Може да им кажеме да спортуваат за да бидат здрави, доволно. Натаму тие ќе се најдат паралелно и да си го терат на секојдневните обврски во образованието. Било што физичка активност, јас препорачувам, не мора да биде борење, стрикно јас како борење, не мора да биде борење, дали ќе биде возење на велосипед, дали ќе биде гимнастика, дали ќе биде трчање, дали фудбал. Значи да имаат да имаат барем 30 минути физичка активност во текот на денот. Сликовито кажано, кога би имал ти сега наспроти тебе еден од другар од твојата генерација на твоја возраст, кој воопшто не се бави со спорт, едноставно си се вртка околу компјутерот или околу телевизорот, предноста која е на твоја страна е во повеќе аспекти. Првенствено во оној физички дел, каде што можеш и да истрчаш и да направиш вежби, да правиш клекови, да правиш некои гимнастички вежби, боречки зафати. Паралелно со тоа си ги имаш и образованието, што те прави една комплетна личност која во животот има добар зацртан пат, при тоа треба да следи и среќа и условите во државата да бидат такви како што треба да бидат за такви успешни луѓе. Едноставно, верувам дека со овој разговор успеавме на гледачите, на младите, па и на нивните родители, да им доловиме еден момент во кој е многу битен кога нивните дечиња доаѓаат од тој период од 5, 6, 7 години па нагоре, кога треба да фатат навистина квалитетен правец во животот. Па да, како што рековте, нели во споредба со некој некој другар од моја генерација, разликата е огромна. Да не дискутираме за овие работи, како што рековте, трчање или не. Тоа надолу нема знае потреба тој да дискутираме за тоа. Што не бил спортски активен. Тоа нема потреба да го дискутираме. Да. Дискутираме едноставно за здравието. Дискутираме за после 2 до 3 до 5 години тие имаат проблем дали со дијабетес, дали со прекомерна телесна тежина, дали со искривување на рветниот столб. Значи тие сите се појавуваат со текот на времето. Можеби децата не се свесни, но тоа доаѓа после неколку време. Сигурно дека не се свесни затоа што во младоста на тие работи не мислат, а после веќе доцна. Да. Оред. Јас ти благодарам за разговорот во денешната емисија. Верувам дека нашите гледачи има прилика да слушнат квалитетни, интересни и пред се корисни совети и дека придонесуваме барем малку да размислуваат сите повеќе и за борењето и за спортот воопшто, а преку сите тие работи и за нивното здравје. Уште еднаш ти благодарам за учество во емисијата. Благодарам и на вас на поканата и ги поздравувам сите гледачи, ја поздравувам емисијата и едноставно да кажам што повеќе вакви емисии во иднина, за да едноставно допреме до најмладите. Друго е кога имаме вака еден помлади, друго е постари лица. Мислам дека многу повеќе кај младите има влијание еден помлада личност која ќе видат дека има со личен пример
за едноставно за нивна стимулација, мотивација да продолжат по тој пат. Да, или на оние што не се определили да се определат да продолжат. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Иван Јанев. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно и дојдување. Audio Jungle.